Почитувани гледачи, продолжува програмата на Слободен печат. Тука со нас у студиото е Јован Деспотовски, поранешниот директор на ТИРС, така да ве најавам. Добро утро. Добро утро, благодарам на поканата. Еве, јас да се извинам во име на редакцијата на Слободен печат, а и во име на новинарите на Македонија. Пласиравме викендов една невистинита информација дека сте вие уапсен и дека сте во притвор. Што точно се случи? Може ли да ни кажете? Па јас бев искрено изненаден. Најпрво благодарам за поканата во емисијата. Поздрав нормално да сите што не следат. И јас бев искрено благодарам секако за можноста да зборуваме. Благодарам за извинувањето, иако не поголемиот дел морам да кажам од медиумите, вашите колеги беа навистина професионални. Веднаш кога беше објавена таа неточна вест се јавија прво да ја проверат. Така што, повторно ќе кажам, поголем дел, најголем дел, да кажем, од медиумските работници, сите медиуми, дали се портали или национални телевизии или печатени медиуми, че беа навистина професионално си одработија работата и веднаш се јавија да проверат за да нели секако и при тој демантот кој што беше објавен. Мора да признам, не бевме баш професионални во тој момент и преобјавивме вест од друг медиум. Беше објавен веднаш демантот, така што да, во рете. Но потоа го објавивме демантот и еве сега ви даваме прилика. Така, она што се случи во суштина беше, повторно ќе кажам, некоја полуинформација излезана од некаде во А што точно се случи? Вас ве повика на разговор? Што? Постапката, знаете како се во оваа фаза, значи предистражна постапка, не би сакал да коментирам многу детали, меѓутоа таа постапка трае. Јас од секојаш сум бил, и кај вас исто да ќе кажам, никош не сум имал проблем да зборувам јавно за многу работи, меѓутоа дека навистина ги почитувам институциите, мислам, секојаш ги почитувам и навистина би остел да си ја заврши задачата како што си е. Она што можам да кажам дека има постапки за одредени аспекти од работењето во институциите кои сум раководел. Јас сум го кажал тајавно, ќе го кажам тука и кај вас, значи целосно сум на располагање. И навистина сум во позиција и подготвен сите нејасноти, кои се од интерес не само на институциите, и тука и на јавност. Бидејќи знаете како сум бил носител на една функција, иако законот уште ве третира како таков уште 2 години по престанокот. Располагаме со пари на граѓаните, така што сите имаат право и да поставуваат прашања, да отвараат дилеми, исто како што и јас имам право, или сите мои колеги, сегашни или минати носители на јавни функции, да одговараат на тие прашања и да ги расчистат тие дилеми. Така што јас ова го гледам како еден начин на можности сите тие дилеми во работењето да се расчистат, иако ќе кажам, сум бил носител на една функција 8 години, сум раководел со 2 институции, секогаш сме били отворени и транспарентни за сите прашања во фаза на работење. И за убави работи кои што требало да се објават, меѓутоа и за работи кои што повторно ќе кажам биле од интерес на јавноста, биле поврзувани со одредени нејасноти. Така што и ова го гледам така, транспарентноста секогаш сум ја поддржувал и со мојот пример сега, како и многу пати до сега, сакам да покажам дека треба да веруваме или да дадеме простор да веруваме во капацитетите и професионализмот на институциите. Сега синоќ изјавивте дека ви бил одземен пасошот. Како тоа беше информација и дека нема да се жалите на таа. Не, значи знаете како, и јас живеам како и вие, како и сите граѓани во одредена реалност. Реалноста наша во изминативе неколку месеци даде многу, ајде да кажем, негативни примери на носители поранешни на јавни функции кои што се определија да ги нема повеќе да не се соочат, да не се соочат со одговорите кои што ги поставува јавноста или институциите. Јас сакам со мојот пример да покажам дека не сме сите исти. И на предлогот кој што го даде обвинителот, значи јас немав никаква забелешка. И дополнително, да, рокот кој што ми беше законски даден да можам да се жалам на одлуката, иако сум достапен сега, кој реков дека ќе останам достапен, решив да не го искористам. Тоа значи дека да, мерката ја прифатив, за да покажам дека, повторно ќе кажам, не сме сите исти и дека навистина верувам во професионализмот на институциите и навистина верувам дека сите аргументи ќе бидат земени предвид и дека и со ова, повторно ќе кажам, ќе направиме еден чекор кон градење, враќање, крстете го како сакате на довербата кон. Сега, значи, ако добро разбрав, вие претпоставувате дека негативните примери од изминатиот период
ги имавме неколку, нели? На вас некако се Значи се влијаат на историја- се, да се разбере. Влијае? Значи влијаат на се секако. Така што знаете како мислам, повторно кажам, никој не живее во некој изолиран остров, сите живееме во нели едно општество во кое што повторно се нема посочувам имиња, нема ни потреба. Меѓутоа апсолутно согласувам дека влијаеле, апсолутно имам разбирање за загриженоста која што постои кај јавноста, кај институциите, затоа реков, добра можност да се покаже уште еднаш дека навистина не сме сите исти. И затоа се определи Дали него мислите дека користам ќе биде правото тука. поднесено обвинение против вас? Види, сепак, знаете како, тоа е сепак работа на самиот обвинител, она што исто така можам да го кажеме дека, слободно го кажам секако, е дека исто во изминатите, 7-8 години веќе, колку изминали од како сум стапил на јавна функција, во целокупното мое работење секогаш имало некаква контрола. Нормално прво контрола од јавноста, бидејќи ниту една институција не била затворена, напротив. Секогаш имало контрола од некаков тип на, ајде да кажеме, дали тоа било управен одбор, дали било тоа влада, не е важно. И она што е најважно, ако ме прашате, секогаш имало контрола од некаков тип на ревизорско тело. Че фондот за иновации имавме годишни меѓународни ревизии заради обврските што ги имавме према Светската банка, бидејќи користевме нивни средства. И имавме државна ревизија која што укажува на одредени слабости во самата организација, меѓутоа никогаш сме немале никакви наоди за посериозни или за никакви наоди за злоупотреби на средства. Инаку да, од аспект на недоволна кадровска екипираност, потреби за зајакнување на одредени процедури секаде, тоа е во сите институции, тоа е добро. Ревизиите се во суштина секогаш добри, затоа секогаш сум ги поздравил, сум ги поканал. Исто довеше и во дирекцијата. Имавме државна ревизија после 12 или 13 години, која што го упфати периодот до заклучно со 2021 крајот, кој што исто така нормално, покрај кадровски слабости, потреби од зајакнување на одредени процедури, така, меѓутоа немаше никакви наводи за злоупотреби на средства. И она што е важно од аспекти на постапката сега е тоа што за периодот 22-23 и средината на 24-та, значи дека сум бил директор, имаш исто така меѓународна ревизија, односно меѓународна ревизорска куќа, една од 10 најголеми во светот, која што направи целокупна ревизија на работењето. Мислам, таа беше завршена откако јас веќе заминав, односно дадов оставка и заминав, која што исто така немаше никакви наоди за злоупотреба на средства. Така што верувам дека сите овие аспекти треба да се земат во предвид, бидејќи веќе било еднаш проверено. И она што е најважно мене ако ме прашате, тоа е што, повторно ќе кажем, проектите кои што сме ги работели и во фонд, меѓутоа и во ТИРС, инвестициите кои што сме ги работели, капиталните пред се, значи биле многу конкретни работи кои што реално донеле придобивки за не само за компаниите кои што работат, конкретно за зоната во Штип која што се споменуваше во овие денови, значи вложивме навистина многу средства. Меѓутоа исто така треба да се знае дека во изминативе неколку години таму се отвори неколку илјади нови работни места. Таму имаме два нови капацитети. Да, конкретно само за Штип зборам, не зборам за други. Извинете, се отворија можности за вработување неколку илјади луѓе, веќе имаме над 1000 нови работни места. Тоа се сериозна бројка на луѓе. Веќе имаме два нови капацитети. Така што, знаете како, таа инфраструктура што е направена, вложувањата во подготовката на самото земјиште, значи и придонело веќе да имаме ефекти. Така што, знаете како, кога зборуваме колку средства се искористени, не злоупотребени нормално, треба да видиме колку средства реално веќе имаме. Значи, ние само по основ на придонеси од тие луѓе што се тамо веќе вработени, не зборам за данок на добивка на компаниите и така, не само по основ на придонеси, ние годишно приходуваме повеќе милиони евра. Така што сите тие елементи мене ми даваат зуверување дека сето она што сме го работеле имало позитивен ефект. За граѓаните тоа ми е мене најважно. Затоа што ми дале доверба да управам со јавни средства, јас сакам тие јавни средства да кажам да вложени се, меѓутоа вложени се со одредена цел. И таа цел веќе се исплати, носи резултати. Знаете, на крајот на денот тоа е најважно не само за сите граѓани, и за гледачите што не гледат и оние што не следат, меѓутоа да знаат дека парите се искористени како што треба. Кај сите проекти работите се завршени согласно проектите кои што постоеле, согласно задачата за која што биле компаниите ангажирани, и она што е најважно, секој сме плаќале цени кои што се реални пазарни, затоа што секојаш имало конкуренција. Например, во моите работење многу ретко сум се случувал со ситуации или со постапки за јавни навки кои сме имали еден понудувач. Она што да кажеме може би било правило на други места,
кај нас сме го немали. Значи секој сме имале барем двајца или тројца, што ни гарантира, и тоа зборуваме за респектабилни компании. Значи не зборуваме за компании кои што вчера се формирале, денеска се. Така што сите овие аспекти... Да, има таму се спомнува една компанија, тоа додека ВМРО-ДПМН беше во опозиција, го спомнуваше Зобек Мининг, вели добила 5 тендери, вкупна вредност 22 милиони евра. Прво не добиле 5 тендери, тоа неколку пати сме го демантирали. Второ, Така, не би ги... цитирам, јас. Да. Значи, повторно ќе кажам, не би навлегал се индивидуална компанија по компанија, но што можам да го кажем и споменатите компании, сите други со кои сме соработувале со десетина компании во зони. И тоа е компании кои што работеле на неколку проекти. Знаете како имате во самото градежништво, имате компании што се специјализирани за одреден тип на работи, кои што реално имаат конкурентна предност пред сите останати. И на крајот на денот знаете како, ако се конкурентни, ако понудат добра цена, ако понудат добар квалитет на работењето и ако работата е завршена на крајот на денот, знаете како, и законот е многу јасен. Немате вие механизам да кажете работеше ти минатиот пат, извини се, ќе дое некој друг. Значи и тука треба да имаме обврска. Да кажете понудиле најдобра цена. Условите се најконкурентни и знаете како, повторно ќе кажам, она што е многу важно и за споменатите компании, меѓутоа и за сите останати кои што работеле со нас. Повторно ќе кажам, големи респектабилни компании, градежни. Па да не ги именуваме сега, сите нема потреба, се јавно се достапни податоците. Задачата си е преземале, си понудиле конкурентни услови по пазарни услови, значи зборуваме, пазарни цени, не сме преплаќале ништо никогаш и си ја завршиле како што треба. Она што е најважно, секогаш. Ангажирани задача, завршено како што треба. И не само што е завршено како што треба, повторно ќе кажам, и за зоната во Штип, меѓутоа и секаде на друго место кај што сме работеле. Струбица, Кичево, во зоната во Охрид, во Скопје имаме доста градежни работи завршено, че секогаш проектите имале за цел да придонесат да се подобри климата за работење на компаниите, ама не за 10 години, сега. И тие ефекти се видли. Во изминатите 4 години во зоните имаме над 6000 нови работни места. Че имавме преку 15 или 20 инвестициски договори, че имавме инвестициска вредност од преку 1 милиарда евра која што остварив. Че сето тоа доаѓа заради тоа што вложуваат. Не велам дека моите претходници не вложувале, напротив. Меѓутоа, она што можам јас да го кажам е тоа што со моето доаѓање многу повеќе вложувавме, да кажеме, во зоната во Штип конкретно, затоа што и потенцијалот, да кажеме, на целиот тој регион таму, посебно од аспект на достапната квалитетна работна сила е многу голем и мора да се искористи. Она што е, да речеме, слабост кај останатите региони во држава. На последните партиски избори во СДСМ, вие бевте кандидат, бевте и на претходните, ако не се лажам. Да. Ви се јавија ли партиските другари да ви понудат поддршка, помош, која слушнаа дека сте уапсени, па не сте уапсени? Да, прво се јавија да проверат колку е точна информацијата, меѓутоа да, дел од луѓето со кои што редовно комуницирам. Ајде, за партиските другари ме прашате, за нив ќе одговорам. Че дел од луѓето со кои што редовно комуницирам, кои се членови на СДСМ, односно комуницирам, да кажеме, по партиска линија, да, веднаш се јавија, нормално, и веднаш со дел од нив и се видовме истиот ден. Да, имаше дел од партиските другари со кои што подолго време се немавме слушнато, кои што исто така се јавија да прашаат, па и да понудат помош. Јас сум она што можам само да кажеме, на вистина се надевам дека сето тоа било искрено. И тука ќе застанам, нема да коментирам понатаму. Зборам кај вториот сегмент, за првиот сегмент ми е сосема јасно и тие се луѓе. Два пати учествувавте, дали трет пат учествувале на некои идни избори на СДСМ? Па или тешко се хипотетичко прашање тоа дали, кога и зошто да или зошто да не, меѓутоа ќе пробам вака, не, избори секогаш ќе има еднаш. Да, прашањето кога ќе се случат тие. Не се откажувам секако, тоа го изјавив и претходно. Мислам, нормално не сум значи не сум од оние луѓе кои што сметаат дека нешто им припаѓа и мора да го имаат. Значи не по секоја цена нормално. Треба се заработи. Меѓутоа ако се создадат услови и околности, ако е сето тоа организирано како што треба, да ги немаме, сите оние работи што не се случува и минатиот пат и предминатиот пат, зошто да не? Повторно ќе кажам, не се откажувам лесно од такви работи. Ќе одавам примерот, да го сакате, на тоа скоро еден пријател на тема истава тема. Дискутиравме странец, пријател германец,
ми го посочи примерот на актуелниот германски лидер на опозицијата, Фридрих Мерц, кој што веројатно ќе стане и премиер, односно канцелар на Германија после изборите во февруари, кој што има слична прика, значи два пати се обидел, тогашниот партиски врв на или на друг начин му невозможил да стане председател, меѓутоа станал председател конечно, од третиот обид на партијата и ево сега еднаш Меркел лично го минираше. Па два пати веројатно се случило тоа и тоа во релативно краток временски период и наистава тема на дискусија која е мојата иднина, кај се гледам и така натаму. Јас реков, не знам, не сум сигурен, знае са третпава чека, вика како, вика ние, вика кај нас го имаме тоа. И ми го посочи примерот кој што ја признам, следам политика, следам и меѓународна политика, меѓутоа не го знаев, ајде го споделам и со останатите наши гледачи, тоа е дека да, токму, веројатно идниот германски премиер ќе ја има сличната, да кажа, патека во кариерата, така што еве ќе го ставиме. Инспирација вие, Мерц. Може и така да се каже. Така да, него, мислам, не отфрла можноста дека тоа ќе се случи. Јован Деспотовски, времето полека ни истече, да нема нешто што би сакале да дополните во вашиот случај, бидејќи еве сега бесправно ве нападнавме, одбранете се. Немам зашто да се одбранам, јас повторно ќе кажам благодарам за можноста да продискутираме не само за оваа тема, него и за други теми кои што секогаш со задоволство сум ги дискутирал со вашите колеги и тука и во други медиуми. Навистина не чувствувам потреба се бранам за било што. Ќе кажам повторно, тука сум, сите прашања се поврзани дали со моето работење со политичкава кариера кој што мора да признам беше едно од најнезгодните со кој што се соочив во овој разговор. Пошто да, малку е компликувано како да го одговориш без при тоа да подигнеш надеж на едно место или да подигнеш стравување на друго место. Знаете, вие која ќе Ама добре, се надевам дека вие бевте опозиција да комуницирате. Вообичаено со економските рубрики, тука е се почисто. Не, за политика, не за политика. Да, вообичаено во политиката е малку покомплицирано, кај економијата е појасно. Бројките се тие работни места, придонеси, капитални инвестиции, вложувања и многу лесно можеме да се разбереме. Ова е малку комплицирано. Виту се го случи благодарам за можноста за. Благодарам, се извинувам уште еднаш и се надевам дека во иднина повторно ќе видиме тука за некои повесели теми да разговараме. Почитувани гледачи, вие останете со Слободен печат, следуваат останатите наши гости.